почитувани гледачи. Добро што ни дојдовте на првото прилепско пелагониско хумористично сатирично шоу на прва клапа. Кој шо прај? Пео, Ека и Кетаринго и се си знај. Морва и елит вакво, по елит фулџан, не? Елитно кафе. Најнапред сакам да те прашам, ти си ни легенда во градов и мило ми е вака и Пео се радува со тебе кој ќе седи, што се вели. И на Крали Марко ќе му беше кеф да направи муабет со тебе. Да ни кажеш како дојде моментот ти да ни бидиш прв председател на Прилеп во слободна и независна Македонија. Први добре ве најдов, ги поздравувам сите гледачи на вашиот портал. Ќе кажам како станав председател на општина Прилеп. Ја работев 88, 89, 90 година во Прилеп Промет, во продавница за автоделови. Еден ден иди еден и на понго на масата ми вели Илија ќе се формира партија ВМРО ДПМ, дали сакаш да бидиш член. 90-та година само името да се спомнеше ВМРО можеше да завршиш затвор. Ја му реков, иш, со тебе неам работа. Ама рече ме прати Филјан човек. Филјан човек дојде, направивме муавет и од тој момент продавницата моја имаше и канцеларија, стана штаб на ВМРО. Тука идеа сите тука се договаравме и можам да кажам дека 90-та година бевне следени од полицијата. Значи, ги добивне изборите и сега се собравне во една просторија во социјалистички тука на Дауто Македонија да се видиме кој сне, шо сне. Па можам да речам од 33-4 луѓе колку што бевне, сигурно само тројца познавав. Јас другите сите за мене беа непознати. Седиме така и се договараме кој ќе биде председател на собрание на општина Прилеп. Ја гледајќи ги луѓето, шарејќи со очите, си велам или овде нема пред тебе човек, ти ќе го јадиш копано, ти ќе бидеш председател. И во таа проценка не се излажа, рип на еден рече ти Илија ќе бидеш председател. Ја му велам неќам ја да бидам председател, ја имам добра работа. Ти ќе видиш и ништо поиќе, бидејќи немаше друг капацитет од тие луѓето што беа тука и ја му велам, дури дома не одам, не се консултирам, не се прашам, не прифаќам да бидам председател. Тие ми дозволија да појдам до дома. Направив муавет дома, му кажувам што ќе биде, како ќе биде, сите дома почна да плача и да ме мола да не прифаќам за да бидиш председател. И се сеќавам добро, татко ми рече од фамилијата од Шаторовци, тоа што му се случило на Методија Шаторов Шарло, има насиет од фамилијава никој да не се занимава со политика. Ја како што ме дал Господ, не ги послушав и нив, се вратив назад и прифатив и така станав председател. Влегувам в канцеларија, во канцеларијава беше до тогашниот председател Драги Јанушевски и уште еден човек имаше со него, се изгушкавне, се бацивне, се поразговаравне и ми вели стрејчен сум, што тебе ти ја предавам функција, бидејќи
како градски луѓе се познававме и мислам и фамилиарно живеевме, а тој од СДС беше, ја од ВМРО, нема врска. Значи, чисто, како да речем, на другарски начин извршивме примо предавање на инвентари, на документи без записник. Во септември 1991 година за референдумот се сеќавам многу добро дека тогаш беше една голема свечаност, сите луѓе насмени, косумосани, врскосани, дотерани, фамилиарно одеа да гласа за референдумот за самостојна суверена Република Македонија. Јас такво нешто неам доживено, како председател правив обиколка по избирачките места, тоа беше свечаност и вечерта кога кажаја дека 96% референдумот беше успешен, имаше тапани, имаше играње, имаше пукајна и нешто многу битно за референдумов е ко сопштија, значи овде пред собранието имаше 2-3 луѓе со песни, со тапани, со играње и тоа беше негде навечер 9 сато. Иди пак тогашниот секретар ми вели: секретаре Петре, луѓево ги носи на касарна, а ја на уше тука. Леле, реков, што направи, че направи 300 тупурди, се формира колона од коли, свиреа со бајраци и према касарни се одеше, а беше готово за јана за пред да си замини, значи пред расурањето. Ако се сеќавате добро, ова улицава за на касарни беше сета од коцки, сета беше тумби злапки, јас со една кола, јас се терав, успев да излезам пред колонава и колонава пред мостот е свртив по подамничка река ваму надолу, значи не се случи да појда пред вративе на касармава а тие може и голем инцидент да стани, тие беа спремни, се спремаја за повлекување. Од голема желба за брзо време успевме да се направи македонска војска, македонска полиција, македонски репрезентации. Првите македонски пари се напечатија во Прилеп, кај Зафиро во печатницата. Дојде Зафиро и тогашниот генерален директор Тодоровски Никола Чорбе и ми кажаја банкноти, првите пари беа стартеро. И сега ми дадоја мене 10 пари такви банкноти и утрото имаше некоја прослава во театарон Карпуш Драмски во Скопје. ВМРО имаше прослава и јас почнав да делам на Лјупчо, на Доста, на Мепавцев таму што беа, му давам по една банкнота, сите кевој до немај каде. Ми остана врака уште една банкнота. И та сака да ми ја земат. Покушаја да ми дамаат тогаш 100 марки за да му ја дам на некој. Ова реков, че оди кај Киро Глигоров. Тогаш беше голема криза со водата, имав разговор со тогашниот председател Киро Глигоров и му е подарив таа банкнота на председателот. Председателот седе бакна и вели дали Илија во Македонија може вакво нешто да се направи. Само во Прилеп и му ја оставив за дар банкнотата на председателот на државата Киро Глигоров. Вака сакав јас да те прашам, да ти кажам, каква споредба може да се направи со денеска? Дали има денеска соработка вака помеѓу
спротивставениве опозиционерскиве партии и партиите на власт. Види, сегашното време и тогашното не може да се спореди. Тогаш имаше единство, имаше братство, имаше голема желба во луѓето за да се направи државава. Немаше никакви омрази, никакви подвали, никакви барајна немаше за вработување или така. Сите идеја чисто за да се направи државата. Инаку, имав одлична соработка со сите политички партии, па и со СДС, и со моите, кој што ќе дајше добар предлог, што беше во интерес за градов, јас како преседател и преседавач на Совето го прифаќав и го спроведував. Господин председателе, и владата наша републичка што е, и тие се таму клептомани ко вас овде, само гледа да украда, не гледа да ја спасува државава. Молам. Друго, како најстрмно, смејте се, ова е за смејне. Ќе ти кажам, и ти си власица многу, за на театаро само да ти да пари овде. Кој ќе станеш на говоруницава ко крабдалица мајка да ти била. Цара. Многу си и ти чесен, комуниста. Лапав, јас, Лапав, ти кажа, него, лакеот твој оданте, се јави, заштитни го. Го носиш пишоло да му спретиш овие да не крена рака. Само тука. Добро. Сам го носи. И ќе те дојде ти речи, ти си глуп, ти немаш мозок, ти си ваков. Глуп сум, бо ти сум бил чесен. А иако вика, паторо, крад. Ако сум... Имам диме. Ама ти имаш кујча колку е носно на школо со брат ти онде цистерна на навртена, вие секој штечи долго од навката. И затоа председателот ве штити, затоа го штитите му претевте на децана. Ќе ве страдаме ако го турните председателот, не се страмите. И гледаме само да ја доплачка, не знам ја. Само малку сакам да ти кажам. Ќе ми се почине. Не. Сакам да кажам дека заштитата на шумите е во надлежност на владата на Република Македонија, односно под Министерството за земјоделство и шумарство. Така или? Ние немаме никаква надлежност. Немаме право ни да ги гасиме, само живееме на ова подрачје и јас организирав да се гаси. Реплика, седи таму. Тогаш и сега не може никаква споредба да се направи, што тогаш негде 95% од даноците беа централизирани и одеа во централната власт во Скопје и после од централната власт се делеја по општините, па како што не дал Госпо, тогаш на власт беше СДС, паричниве средства повеќе одеа кај што беа градоначалници од СДС, макар да морам да признам и нас ни ги мачкаја очите. Кога што сака влегував ненајавен кај премиерот Бранко Црвенковски, кај председателот Киро Глигоров, и кај едниот и кај другиот ќе ми речеа дали си најавен, ја му кажував на секретарката кој сум, ама ако не си најавен не може. Ти велам влези внатре, кажи му дека Илија Шаторов дојде и од Прилеп и никогаш не бе вратен. И стално бев примен и разговаравме. Во една прилика кај Бранко Црвенковски влегувам, мислам толку, како да ти речам, ме поштуваја, бидејќи не бев кој ни не право да гледам, само гледав и понастрана. Влегувам натре и со еден Мирко Иванов, председател на Делчево, правам уавет за некои проекти за пари и мене кој што ме дал Господ, бе премиере, бране за мене за Прилеп и за тебе. На тој Мирко Иванов од Делчево може му дајше 10, мене ќе ми дајше 3 или 5. Важно ми даваше и успевав
донесам некои средства во градов. Битни премрежија во тоа време за Прилеп беа еден од страшните моменти, можноста за населување на бегалци во касарната во тоа време, освен со водата, проблемот што се решаваше. Па видете, на саба или негде кај 9 сато, слушам радио Прилеп во кабинетот, Тивко така свиреше, и една новинарка, да не кажувам сега кој е, вели со благослов на преседател Илија Димовски, че се населува 3000 избеглици од Босна. И јас рипам од кабинет, трчам таму, право в студио, влегувам, не ти е срамова со благослов да кажуваш. И тоа оди во етеро води. Ама вака така, не е така. И веднаш одржам еден состанок со кризниот штаб, зазедовне став никако да не се дозволи населување на босанците во Прилепската касарна. Јас со една делегација од Прилеп, палам колата од Прилеп, одам на договорен состанок со Бранко Црвенковски, со тогашниот премиер, околу населувањето на босанците. И сега состанчиме, едно време че излези Бранко, ни се наврата, влегува таму в кабинет, дали по телефон нешто разговараш или не знам како, тој ќе се врати, ја излегувам, одам кај секретарката, оти тогаш немаше мобилни телефони, постатичниот, држам разговор со тогашниот секретар што ми беше Иван Гагач. Ми вели преседателе, пред касар ми има 5000 луѓе. Се враќам ја на состанок, му велам на премиерот, 5000 луѓе има. По еден сат, па одам го прашувам. 15.000 му велам има. 20.000 има. 30.000 има. Сите фабрики во Прилеп, сите застанаја, сите се касарни. Шо правиме? И тој ми вели, Авилија, си македонец, македонец сум, а не поголем од тебе, му велам. И шо да правиме со луѓево? Велам, луѓево се луѓе, што треба да му помогнеме, ама во Прилеп знаете ситуацијата која е со водоснабдувањето, вода нема во Прилеп, мислам голема нехигиена е и во болницата, и во училиштата, ако се насела и тие, ќе биде катастрофа. Тој си ја чука глата шо да правиме, како да правиме. А на состанокот беше и Владо Поповски. Владо Поповски беше министер за народна одбрана. Ми намига, ми вели, држ Илија, не дај во тебе е клучо. А Бранко кој излезеше. И се одвива така состанокот, стана тензично и ми вели, Илија нема да се населува во Прилеп, владава ќе си бара чаре. И после ги населија во баракине овде кај тунелов Катланово. И ја отаде, тој Цитроено многу силна кола, држ на шоферот му еден брзо терај, и да дојде в касарни, може имаше 5-6 луѓе, може појче, ме качија на едно постојле, на едно буре, со една инка, му кажа дека се сврши работата, дека овде нема да се населат босанците и мислам, касармата не е Куртулев ја, е Куртулев народо. Мислам, голема количина на луѓе дојдоја, не ичеја да се насела, никогаш луѓето не ги негиравне, кажувавне дека нема капацитет, водоводо нема вода, болницата нема капацитет, чаршијата нема капацитет. Че овде никој не беше против луѓето да дојда, али овде се работеше за голем број на луѓе, се работеше за 3000 луѓе. 3000 луѓе нема капацитет, нема намирници, не можеш да ги нахраниш. А инаку и тие под притисок на војната избегале овде и треба да се, али да беа помалце може и прифатевна, ама се работеше за голема бројка.
Веќе добро се познаваме. Најдобар мирис, вкус и нова фантастична наградна игра на Елит Кафе. 60 велосипеди, 10 фрижидери, по 30 телевизори, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Провери дали твојата кесичка е добитна и на здравје кафе со Елит Кафе. Една од битните епизоди вака за твојов, да речем, твојава историја или твојата биографија е поврзан со садов, градскиот сад во Прилеп. Едно од приказните е дека татко ти прв пат поставил петокрака на сатот, а дека ти, син му, си ја симнал петокраката и пак се гол крст. Тоа е сосема точно. Една вечер во Липа седиме јас, Жикица подпредседатело, председатело Златко Милошевски на Битола и Петре Владиката. Беше негде 12:30-1 сато и Петре Владикава му вели на Златко Милошевски, тогашен председател на Битола, а веќе го поставувате, му вели, крстон на сатон во Битола. И тој зачути. Ако не го поставувате, Илија вели, утре ќе го постави. Една ден, не сеќам точно кој ден, обичен ден, крстот во Битола се постави. Таму присутен и јас. И сега трча новинариве па мене, ми вели, вие во Прилеп што правите со крстот. Ние, му велам, во Прилеп ќе поставиме крст многу поубав од вашиот и за многу брзо време. И сидам во Прилеп и почна иницијативава за поставување на крстов. Се направи крстов, се донесе овде, беше овде в собрание и се одреди денов, крстов ден, 91 година, да се постави крсто на сато. Да се изваи петокраката, да се постави крсто. И сега, тогаш се случи една кражба на нафта. Миле Серго, мој драг пријател, сега покоен, беше шофер во Млас Богданци и она му негде кај Лагово ватија камиони кај што од цистернава точа во резервариве и праја некои фарангуци и во нив беше смешан тој во Бајнаро што е тера дизалицата, инаку мене комшија, го вајча, тој излегува од Бајнаро, зема некој приватен камион да го воза да изваи некој динар и со нафтава и него го вајча и тој вчорка и тој затвор. И сега барам дизаница, нема дизаница. Ми вела човеков затвор, века, аде црамоз Битола. Одам во Битола кај градоначалникот, живееш со управникот на затвора, живеам, ми веле, да направиме муаве да го пушти човекот, да го клаи крсто и па ќе си оди, ќе си одлежи казната. Некако успемнето се сврши, го пушти да дојде човеков. И сега си идам канцеларија, петок беше, а крстов треба да се клава во неделата, крстов ден. И ај реков да појдам до кај Сатон да видам шо преганава. Ганата го викава е дизаличаров. Седи на дизалица и пија цигара вака. Пија цигара и ми вели, му велам шо правиш, маневри прави за да биде само вежби само за да го клаи во неделата. И тој шупелка ми вели, абе Илија рече да ја занишам ова кукава, да ја мавнам джамија, абе немој спире, му велам човек, уште тоа ми е кусо да ја направи. Од тука не вајчаше место, отидов Победа, имаше тренинг, погледав малци и таму не вајчаше место и влегувам дома. Влегувам дома, телефонов пишти, звони,
го креам телефонот и вели, рече, куќата на Илија Димовски председател, да му велам. Рече, 5 сати ве бара премиерот Бранко Црвенковски, нигде рече не може да ве најди. Ве сум рекол, давај го рекол. И цигу лигу прави тоа централата, дури да ме врза со него. И трча Жигица подпредседателов, не можеле мене да ме најде, го нашле него и тој трча мене да ме најди. Бранко те бара председателе, чути му веламе го на телефон. И тој ми вели, Илија, шо има ново во Прилеп? Ништо му велам, се е постаро, си тече, работи ве како што треба. Рече, нешто се случува во Прилеп. Што се случува, му велам, ништо нема, се е во ред, ако има нешто, ќе ти кажам, не е закријај, не. И се тој ме подбидува мене да му кажам за крстов, ама ја никако не се предавам. И едно време ми вели, кршче си клавале таму во Прилеп на сато, реков, че клаваме и нема сила што може да не спреши, брат. Народов сака, ја народов го гледам и ништо појче. И морам да кажам, после колку 29-30 години, дека Бранко мене ми рече, Илија, Ирлија, клавајте го крстов. Нас се крстам, и ако ме гледа, нека знај дека сум реален човек и ја кажувам вистината. Исто сериозно премрежи проблемот со водата во градов што се случи. Јас се сеќавам како деца на моментот кога се отвараше овој споменикот со рацете кај Комерцијална банка. Тоа беше еден символ со двете раце подадени на фонтана за студенчица. Ние како деца од Кочо Рацин тука одржавме и пригодна манифестација, се рецитираше поезија. Се сеќавам на тој момент многу живот и многу имаше народ и многу позитивно луѓето се однесуваа кон тоа, особено кон пуштањето на студенчица како дел од градската мрежа за водовод. Не докажав преđe, председатело си е председател на самиот себе и Жикица овде. 5 месеци седница не одржавам. Планините гора, вода нема, ништо немаме во градот, тие си брка спорто и си брка латифина. Што се однесува до водава за студенчица сакаш да кажеш? За студенчица? За студенчица, за водава, мислам дека крајно сум активен, идејно и ноќе работам. Значи проблемот со водата ја го наследив од претходниот председател, од Драги Јанушовски, и 90-тите години, 89-та, беше голем проблем околу водоснабдувањето, ама ја го наследив. Она што го пишувам и во книгата, например, кога ќе појдем на состанок, први влегува во ВЦ да ја проверам водата во Кичево, каква е овде. Кога ќе одвртев славината, ќе ја дупнеше шојлјата. Ова го кажувам најчестно и најодговорно. Значи, Кичево имаше негде 36.000 жители, земаше 250 литри во секунда, а ние земаме идевме до 60. Катастрофа. И после почнаа големите борби со Илија Китановски и јако од иста партија. Ја немав ни страм во секое време, одев во Кичево, одев на извор и ги вајча водата кај што течи врека, а да не иди кај нас. Еден случај да ви кажам, ненајавен, одам водопренос да видам рекава изворов, каква е изашноста, и тие толку организирани, пред да влезам во селово, клале две диречина вака и една греда го попрекучува патов. И чачара се насобра веднаш, стари жени, едно друго. Мори мајче и велам, зошто водава да течи в река, деца нема чаша вода да се
напија. Умрете, не ви даваме. Ле, рекол. Бори мајче, велам, јас си реков, че ме викниш на ручек, че испржиш јајца да правиме муавет ко луѓе. Нема за вас вода. Мислам, голем проблем беше, најдував разбирање, големо разбирање околу водоснабдувањето, најдував со тогашниот подпредседател Јован Андонов Реган, и тој се јавува во основа и му наредува че работите со 120 литри, 40 литри веднаш да се пушта за прилеп. Историјата и минатото секогаш е интересно и е многу значајно за сегашноста, да кажам. Овие приказни многу пати сум ги слушал и со задоволство повторно би ги слушал, да речем, затоа што се тоа е вистината за минатото и легендарно минато, да речем, на градов Прилеп како град херој. Но еве денеска идиме после 30 години, да речем, самостојност и независност, пак се судираме на некој начин со истите проблеми. Младинава бега, луѓето тука слабо остануваат, попис немаме направено толку време, не можеме да се преброиме. Што се вика, поделеноста на народот е многу голема. Во ваше време, како што кажавте, имало разбирање и соработка за добрите проекти, за добрите дела. Што е проблемот денеска, дека немаме вистински соживот, дека ете тогаш и со албанците се живеело и се застанувало заедно на браникот на татковината, а сега некако сме и самите помеѓу себе многу поделени. Дали нешто можеме тука да направиме и кои се вашите согледувања? Како... Видете, моите согледувања се следните. Значи, 90-тите години која правиме државава, сите луѓе бевне единствени и горевне од голема желба, значи, то кажува 96% референдума што успе, цел народ гореше од желба, години на поколенија била желба да се направи самостојна суверена држава Република Македонија. И во тоа успевме, ама ја мислам дека од 90-тите години дојдоја не уки луѓе кои што појче го гледаја интересо свој, него интересо на државата. Во првото време не беше така, мислам, и владата што беше првата, и сите, ние сите бевне воспитани да даваме, а да не земаме, да направиме суверена Република Македонија. Прва влада и прв премиер беше Никола Клусев со тогашната влада, како ја викаја експертска влада. И експертската влада ми се чини дека е една од најдобрите влади за Република Македонија, кој што не ги гледаше личните интереси, ги гледаше општествените на сите луѓе да му биде добро. Овде во кабинетов 7 имаше еден специјален телефон, звони телефонот, ми се јавува тогашниот министер Ченто и ми вели Илија Чепајџа владава. Абе како Чепајџа владава, му велам ко сите ВМРО пратеници се, како Чепајџа. Абе ја што ти велам. Абе оди му велам, не кажувам и такви, то не е можно. Не помина 5 минути, се јавува тогашниот премиер Никола Клусев и ми вели Илија Чепајџа владава, че гласа против владава, организирај во Прилеп, а парламентов работи, тој мене ми вели организирај во Прилеп митинзи, штрајкови, да не падни. Гледам се свршена работа, што можам ја од Прилеп да правам ко решава парламентов. Така да, после ова влада, нажалост, падна владата и ВМРО гласаше да си оди владата на Клусев, како и другите, и после дојде Бранко Црвенковски со СДС. Мислам, дојдоја погрешни луѓе
не велам може и за Бранко, ама тие околу Бранко, еден човек не е сонце дугреј да гледа секој министер шо прави, како прави и тргна работата напаку, па со приватизацијата, па останаа голем број без работа, се затворија сите фабрики, сите луѓе останаа на улица, просто немаја дома леп да однеса. И колку идеше понатака времето, толку идеше се полошо и полошо, како и што е ситуацијава денеска. Денеска е страшно алармантна. Сакам уште еднаш да нагласам дека 90-тите години кај народов имаше еден дух, една слободилак, една мисла да се направи држава. А сега веќе народов е скршен од државава, како да не е наша држава, како да е продајна. Што мислиш дека еве денеска, да речеме еве ако сега ти си во можност да одлучуваш за градов, за судбинава на градов, какви чекори би превзел? Што мислиш дека би требало да биде приоритет на градов за да тргнеме на напред, да речеме? Еве многу фирми пропаднаја, многу луѓе има невработени, младите си одат, многу имаме проблеми со кои што се судираме, а некако тапкаме во место. Мислам во овој момент немам решение. Треба многу долго време да размислувам што треба да се земи, да се превземи, бидејќи народов е многу разочаран, раскалашен, кој што сака то прави, не работа институције, не работа инспекције, па и полицијава не работи како што треба. Значи, треба сите да си работиме работата за она што земаме плата. Инаку не одиме на арно. Што вака ти како Илија Димовски би сакал вака да му кажеш на народов македонски? Па на народов да му сакам, како што си ја сакаше држава 90-тите години, кога се формира, да продолжи да си ја сака исто така. Генерации, илјанници, луѓе, кумити, војводи лежа за ова парче земја и не треба така да го испуштиме. Инаку, вака како што стои работава, секој вреден човек во државава, да тргнеш од инженери до доктори, до глумци, ја напушта држава и заминува во странство и овде ќе останиме само, како да речам, послаби луѓе, кои што не може да се снајди во странство, ќе остани овде или ко мене постариве луѓе што немаме шанса да одиме во странство. Пора да си имаме сите. Тоа беше. Да се прекини еднаш. Па умревме заедно од ли. Ете, видовме со какви предизвици се судирале во минатото во Прилеп, ама од сега па натаму, во следните емисии, кај имаме можност да видиме како е денес и како би можело да биде во иднина.